Градоначалникот на општина Штип Благој Бочарски го означи почетокот на овогодишното издание на МакФест со традиционалното поставување и подигнување на знамињата на плотото пред хотелот Оаза. Долгогодишната штипска традиција налага во октомври сите влюбеници во убавата и квалитетна македонска забавна музика, сите почитувачи на музичката уметност и убавите современи мелодии да се соберат на едно место овде во нашиот град и на сцената во Центарот за култура Ацо Шопов да ги презентираат своите најнови музички креации. На огромно мое задоволство, на задоволство на граѓаните на општина Штип, по 33 пат оваа година се организира фестивалот на забавни мелодии МакФест, најдобриот фестивал во Република Македонија. Можам да кажем дека со сигурност дека МакФест е авангардата на македонската музичка сцена, фестивал кој што многу значи, кој што дал многу хитови, уште од пред 30 години, кои уште се актуелни и се слушаат. Верувам дека и оваа година фестивалот МакФест ќе даде многу нови хитови, ќе биде со прекрасен квалитет на музиката и верувам дека ќе има многу хитови кои што ќе останат запаметени во наредниот период и во наредните години. Годинава МакФест се враќа во својот вообичаен термин во октомври, со што се враќа добро познатиот есенски музички шмек во Штип. 32 композиции ќе се слушнат оваа година на сцената на Домот на културата во Штип. Имаме 32 композиции, се надевам и на добра забава, добра журка, да си победат најдобрите регуларно, мислам да се биде најрегуларно што може. Имаме стручно жири, радиско жири и публика во сала. И не гледам причина зашто не би било нешто во ред. Имаме живо свирење, нема ки матрица, не? Имаме матрица и пеење во живо. Многу сум среќна што сум дел од МакФест, од еден од најпознатите, ако не и најпознатиот фестивал во Македонија. Тоа што сум една од најмладите надпреварувачи оваа година ми предизвикува, мислам, ми дава уште еден голем предизвик да се покажам во најдоброто светло, да испеам најдобро што можам. Јас како така еден од постарите, ако не кажам и најстарите, можам само да очекувам добра дружба и она што младите ќе го покажат оваа година, на некоја рака можеби ќе биде потик за другите наредната година уште подобро и со уште подобри песни да излезат на овој фестивал. Жребката сакаше првата фестивалска вечерва да отвори најмладата интерпретаторка. Љубовна бура е песната, исполнува Сара Гигова. Најмладата учесничка и ќе го отвори фестивалот, има само 14 години. Сара Гигова со композицијата Љубовна бура. Втора ќе настапи Симона Поповска со композицијата Остани. Во други души ја имаме Мина Блажев, која што сега ни помогна да окренеме фестивалското знаменце. Четврти по редослед е минатогодишниот победник Мартинијан Кириловски со Таму некаде. Потоа ќе го видиме Игор Узунов, Знае все, Лена со Караван. На првата фестивалска вечер на МакФест 2018 исто така ќе ги слушнеме и Филип Пешевски, Пепа, Наталија Данилова, Наташа Малинова, Лина Пеовска, Горан Умовски, Горан Папас, Джокси, Тајфата и Димитар Андоновски, Христијан Проданов и Ѓоко Тановски ќе ја заврши првата фестивалска вечер оваа година. Лина Пеовска по втор пат на МакФест, вечерва која поред, која песна и очекување? Вечерва ќе пеам 11-та поред, песната ќе се вика Нема, од Дарко Димитров, музика аранжман и текст Огнен Неделковски. Од неа немам никакви очекувања искрено, значи сакам само да песната да остане понатаму како лани што ми остана. Сакам да остане, сакам да ви се допадне на сите, да ја слушаат, победа, влез во финале, стварно не ми е битно тоа. МакФест започнува во 20 часот и 30 минути, а на втората фестивалска вечер исто така ќе се слушнат 16 композиции, за да на финалето настапуваат по 10 од првата и од втората фестивалска вечер, односно 20 композиции ќе бидат интерпретирани на финалната вечер на МакФест 2018.